Благодарам, председателе. Почитувани колеги, навистина жалам што владата не најдува сили да прифати еден ваков амандман, еден ваков проект кој е навистина многу важен за едно од најголемите земјоделски региони во Пелагонија. Се работи за делот од селата Тополчани до Канатларци. Се работи за неколку села кои го користат тој магистрален пат: Тополчани, Ерековци, Клепач, Канатларци. Владата на ВМРО-ДПМН во 2010-2011 година навистина вложи доста средства и во многу го олесна животот на жителите на овие населени места, на овие села, бидејќи во 2010 го направивме патот од Тополчани, асфалтниот пат магистрален од Тополчани до преку Ерековци до село Канатларци, а потоа уште во должина од 7 километри, а потоа уште 6 километри до селото Подмол и 3,5 километри до селото Лопатица. Се работи за едни населени места каде што навистина е останата младината и се работи за живо село, посебно селата Ерековци и Канатларци, посебно селото Канатларци со близу 2000 жители, каде што добрите политики на ВМРО-ДПМН во изминатиот период, посебно во делот на аграрната политика и субвенционирањето на земјоделството и субвенционирањето на земјоделска механизација и машини, придонесе овој регион навистина да се развие. И во ова село имаме некаде околу 500 трактори и друга механизација. Секоја куќа има и по 2, по 3 коли, така да овој пат навистина представува во моментов една опасност, бидејќи е многу фреквентен, многу се користи, а доколку се најдат сили овој пат да се реконструира и да се прошири, бидејќи се работи за селски пат во широчина од 3,5 метри, 2 коли не можат тука да се разминат и навистина тешко се одвива комуникацијата, но и земјоделските работи на жителите на овие населени места. Затоа уште еднаш би замолил кај колегите од власта да соберат сили и да не биде само за предизбори да му се ветува на овие луѓе да се посетуваат, бидејќи во изминатите 3 години со сигурност можам да кажам дека навистина ништо не е направено во селото Канатларци, а посебно рак рана, како што кажав, е патот, бидејќи се работи за тесен селски пат кој секако е амортизиран. Потребна е реконструкција, но уште попотребна е проширување на овој пат. Затоа би замолил без многу политика да не се работи па и за многу средства, 40 милиони денари, мислам дека можат да се обезбедат за да му се помогне на граѓаните на овие населени места. Ви благодарам.